И покрај противењата и реакциите во јавноста, Државниот завод за статистика почна да го спроведува попишувањето. Затворениците од казнено-поправната установа во Куманово се првите кои ќе влезат во статистиката, заедно со иселениците, дипломатите, припадниците на армијата и бездомниците. Според првиот човек на Заводот за статистика, пописот е неминовен за развој на државава. Темата санкција за сите нас е да немаме доволен фонд на информации. Од 20 години че се немаме попис, поголема санкција од тоа имали за сите нас. Значи, јас ги охрабрувам, не е проблемот некој да се казни, проблемот е да ги собереме податоците, бидејќи тие се за сите граѓани потребни во оваа држава. Ако сакаме развој на оваа земја, а тој развој се прави исклучиво ако имате информации. Денеска најскапата работа во светот е информацијата, навремена, точна и квалитетна информација. Министерот за правда Маричик, кој заедно со Симовски го посетија затворот во Куманово, уверува дека сите дискусии околу пописот завршиле минатата недела, со верификацијата на Евростат дека попишувањето ќе било согласно сите стандарди. Сите треба да имаме доверба во пописот затоа што е навистина професионално се изведува според точно утврдени правила и стандарди со сите заштитни мерки поврзани со COVID-19 и можеме на еден брз и ефикасен начин да го завршиме во интерес на граѓаните. Иселениците и дипломатите ќе се попишуваат онлайн преку апликацијата на Државниот завод за статистика и покрај реакциите дека апликацијата не функционира, Симовски тврди дека досега никој не пријавил проблем дека има потешкоти при само попишувањето. Претходно Министерството за надворешни работи информираше дека заедно со заводот преку сите канали ќе ги информираат иселениците за почетокот на попишувањето.